Рано градинарите да ги заштитат пиперките од бактериоза, советуваат агрономите. Во овој период, кога температурите варираат преку ден плюс 30 степени, а во текот на ноќта се спуштаат и до 10 степени Целзиусови, може да дојде до појава на оваа болест која ги напаѓа листовите. За да го сочуваат родот и да спречат ширење на болеста, земјоделците треба да употребуваат бакарни фунгициди, велат стручнаците. Според нив, тие се најдобри и најевтини за спречување на бактериозата. Овој период, кога времето е доста промеливо, не само што е штетно и се јават болести кај виновата лоза, да ги спомниме, кај овошките, кај тутунот, спомнавме во преходниот прилог, него исто така доста е важно и се појава и болести кај пиперката. Јас обично велам дека заштитата кај пиперката, без разлика дали е на отворено или во поли, е најевтина. Зошто најевтина? Затоа што против болести најмногу е напаѓа на листот што? Бактериоза. Против бактериоза се препорачува да се употреби бакарните фунгициди. Значи, задолжително се бакарните фунгициди. Без разлика кој бакари фунгициди. А они се и најевтини, али и најдобри. Во услови на променливо време, заштитата кај пиперките се врши еднаш неделно, а кога времето ќе се стабилизира, потребно е заштитата да се врши еднаш на 15 дена. Погрешно е мислење дека пламеницата на пиперката е горе на листот. Пламеницата на пиперката, притоа со ракапници е над земјата оди, е една од ретките пламеници кои што се движи, се пренесува преку почвата, но не напаѓа на следото над земјата. Горе напаѓа, што е многу важно, бактериозата. Тука доаѓаат бакарните фунгициди. Нормално мора да дојдат инсектициди, присна вошка, а понатаму кога има плодови, мора и да се употребат против совиците или народ ги знае како гасеници и црвци кои што се бушуват во самите плодови. И тука треба да се врши редовна заштита еднаш неделно при вакво променливо време, а понатаму кога ќе се стабилизира времето на 10 до 15 дена. Променливото време негативно влијае и врз други култури, а температурните разлики се идеални за појава на болести и кај тутунот, овошните насади и виновата лоза.